Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на Медицинско катче. Утро во тема сексуално преносливи болести и нивно лекување. Ако порано мислевме дека гонорејата и сифилисот се неизлечиви, медицината во моментот ги лекува. Меѓутоа се враќаат и тоа на голема врата. Според последната статистика, околу 1 милион луѓе на дневна основа заболуваат од сексуално преносливи болести. Каква е состојбата во Македонија? Дали болеста се шири кај младите? Како да се заштитат и како се лекува? Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Андрей Петров, дерматовенеролог од приватната болница Џибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден. Темата е интересна, меѓутоа доста широка. Зборуваме за нешто кое што, не знам, се враќа после 50 години и е се почесто, колку што имам јас информација. Каква е состојбата, бидејќи вие секојдневно се соочувате со вакви диагнози? Дали повеќе е застапена кај младите и која е причината поради која што се шират? Да, темата е evergreen. Так. Знаете, таа тема е вечна тема и колку е старо човештвото, толку се стари сексуално преносливите болести. Се смета дека некои болести кои мислевме дека се исчезнати, како што е сифилисот, да вие го спомнавте, една од болестите. Ние долго време, се сеќавам уште на времето дека работев на клиниката во Скопје, немавме видено сифилис, или ке видевме некој редок, потоа го немаше долг временски период. Во последниот период, барем ние во Џибадем Систина, во нашата клиничка болница, регистрираме случаи на сифилис и тоа не е нешто што е, не знам, фреквентно на дневна основа, но меѓутоа е нешто што се случува и се среќава за разлика од претходниот период. Во минатото знам кога сме имали одредени конференции со колегите од соседството, од Србија, од Хрватска, од соседните земји, Грција, Бугарија, кога зборуваат тие за сифилис, мене малку ми личеше тоа, да кажам, малку повеќе секоја со доза на резерва сум го земал. Но сега гледам дека и како и кај нас се присутни, што значи дека болест која мислевме дека е искоренета, дека има само историско значење во медицината. Ние, моето да речеме, и во дерматовенерологија, ама има еден предмет сексуално преносливи болести кој го предаваме на студенти. Воведното предавање е сифилис, кај што кажуваме практично историјата на сексуално преносливите болести. Денес тоа не е само историја, денес е тоа реалност. Го има и кај млади, го има и кај повозрастни луѓе. Во суштина се работи за болест која се добива со директен сексуален контакт, се разбира има и други начини на пренесување и затоа се прават и скринизи на трудници, на сите оние постапки што се при операции, при интервенции што се изведува, кај што тоа се болести кои треба да се исклучат. Освен сифилисот, кои се други ги среќавате во текот на вашето работење? Од овие што се, да кажам, прво, сексуално преносливите болести може да бидат предизвикани од бактерии, може да бидат предизвикани од вируси, може да бидат предизвикани од габи, од габични инфекции. Има широк спектар на болести кои секојдневно се среќаваат. Поретко среќаваме гонореја, која вие ја спомнавте, заради тоа што гонорејата има помасивна симптоматологија. Она е болна, она има гноен исцедок од каналите и заради тоа пациентите веројатно побрзо ја препознаваат и на некој начин се лекува едноставно со антибиотици, па помалку ја среќаваме. Меѓутоа среќаваме доста, да речеме, херпес генитален. Тоа е една од болестите на современиот човек. Среќаваме секојдневно кандида генитална. Среќаваме една од најчестите болести која, речеме, во Америка само, секоја година се среќаваат милиони и милиони луѓе само со ХПВ генитално. Значи, заради тоа, ова мислам, податокот што вие кажувате, тој се однесува на овие што вие ги изложивте, на сифилис, на гонореја, на болести бактериски председ на гениталите кои се јавуваат. Да не ја заборавиме и кламидијата, која што е една од најчестите, почестите. Кламидијата, она е од суштинско значење болест. Зашто е од суштинско значење болест? Заради тоа што последиците што ги предизвикува кламидијата може да бидат сериозни. Таа може да предизвика стерилитет. Тоа е една клучна
карактеристика на оваа широко распространета сексуално пренослива болест, која нема некаква јасна симптоматологија. Често пати може да биде асимптоматска. Често пати луѓето знаат да бидат носители само со оваа болест. Така да се работи за болест која заради тоа што е асимптоматска често е нетретирана и додека не ги предизвика оние компликации, да кажам, со сраснување на дел од аднексите и така натаму, кои доведуваат потоа и до стерилитет, што е за жал нешто на што треба да се мисли и треба скринингот на хламидија да се прави секогаш кој има некаков сексуален дискомфорт при уринирањето, сето тоа пецкање, некоја симптоматологија која е не многу јасна, треба да се помисли на хламидија и таа може едноставно со брз скрининг да се серолошки да се детектира, да. Поради што еве ги спомнавме гонореја, сифилис, кој е проблемот и зошто се појавуваат? Како се појавуваат? Ако сме сметале дека се искоренети, повторно ги има. Има повеќе фактори, мултифакторијално е. Прво е незаштитениот сексуален однос кој се уште постои и веројатно во оваа зона, да кажем, на олабавување на стравот од ХИВ, заради напредокот на медицината во оваа област, малку се повторно се либерализираат и сексуалните навики кај луѓето. Втора работа, зашто ги има, заради тоа што начинот на пренесување, значи кој е со директен контакт, меѓутоа на кој му погодуваат и одредени други услови, како што е слабо одржување на хигиената и така натаму во зони на светот во кои гледате, некаде има војни, некаде се случуваат. Второ, често патувањата се многу интензивни. Луѓето циркулираат, многу се мешаат помеѓу себе, сето тоа се фактори кои предизвикуваат да овие болести кои сме сметале дека практично не постојат, да се јавуваат се почесто и почесто, но тие се лекуваат, како што вие кажавте, тоа се лекуваат многу успешно, многу едноставно. Некој со една доза на еден пеницилин може да се излечи, зависно од фазата на болеста. Кај сифилисот има една карактеристика, он прави една улцерација, една рана. Ние го нарекуваме улкус дурум на гениталиите, може да биде на пенисот, може да биде на вулвата, може да биде било каде, зависно од типот на сексуалниот однос. Меѓутоа, тој е асимптоматски. Тој не боли и после известно време проаѓа. Значи, за здраво. Сега, во што е, да кажам, што се ако не се третира, тој латентен стадиум ќе продолжи да прогредира и на другите фази, во вториот и во третиот стадиум, ќе дојде до зафаќање на, да речам, и на одредени висцерални органи, заклучно со третиот стадиум, кај што може да предизвика формирање на тие гумозни формации, тумори во мозокот, зафаќање на големите крвни садови, така наречениот мезоортитис луетика, да доведе до пукање на аортата и до нагло искрварување. Значи, тоа се тие несакани компликации кои се јавуваат со текот на годините и заради тоа е една болест која само од себе спонтано личи дека проаѓа, треба да се третира. А се третира едноставно со антибиотик. Колку се животно загрозувачки? Ве спомнавте дека сифилисот може да предизвика и смрт во подоцнежните фази. Кои од овие сексуално преносливи, бактериските, вирусните имаат повеќе нуспојави? Сифилисот има најсериозни компликации ако не се лекува. Знаат и сите овие другите да направат, некој може нормално како и секоја инфекција да доведат понекогаш и до сепса и до ширење на инфекцијата во организмот, како што е гонорејата, да речеме, меѓутоа исто така многу деликатни компликации се случуваат ако таа се случи во текот на инфекцијата, во текот на породување, да речеме. Па тогаш настануваат тие конгенитален сифилис или некои други малформации кои знаат да се јават и на бебето и така натаму. Тоа се работи кои се сериозни компликации. Остатокот од инфекциите, за да не ги премногу исплашам и гледачите, се нешто што треба да се мисли, треба да се лекува, меѓутоа тие исто така предизвикуваат компликации. Го спомнав стерилитетот, може да предизвикаат и одредени други да кажам болести, како што е да речеме гениталните брадавици, ХПВ брадавиците, кои често пати може да, ако се не се лекуваат,
или долго време траат, може да се расшират, одредени ХПВ типови може да предизвикат и дисплазија на цервиксот. Така да се работи за еден комплексен проблем кој заслужува сериозно внимание, се повеќе го има и ерата на, значи овој век на либерализмот или она сваќање дека луѓето го живеат секој ден интензивно до последен значи здив, тоа си носи и своји ризици. И тие ризици се дел од овие болести кои треба да ги препознаеме, треба да се дојде на доктор и потоа треба да се лекуваат, а можат успешно да се лекуваат. Кога сме веќе кај доаѓањето на доктор, има ли стигма околу овие болести? Бидејќи сепак сме на Балкан, се бараат ли мислења на лекар или кога ги откривате? На сам почеток, во подоцнежни фази? Каква е тука состојбата? Јас, да ви кажам, сум последните години позитивно изненаден од здравствената култура на нашето население. Значи, таа е се поголема и поголема. И не зборувам само за овие, за сексуално преносливите болести, зборувам генерално за сите болести со кои јас доаѓам во, да кажам, со пациентите со кои доаѓам во контакт. Луѓето доаѓаат на преглед, дисциплинирани се, имаат здравствена култура и тоа е нешто што е добро и треба да продолжи. Сите овие начини кои ги користиме за популаризација на раното откривање на болестите. Така да стигма дали има, мислам дека не, но дел од луѓето, пациентите кои доаѓаат, да речеме, сакаат да во дискреција, да кажем, тоа го направат. Сепак се работи за чувствителна сфера. Сите ние имаме свој живот, имаме фамилиарен живот, имаме пријатели кои ги имаме, општествен живот и не е баш едноставно да дел тие од работи кои се дел од интимата ги изложите во широк број на луѓе, меѓутоа докторот и по Хипократова заклетва и по она што е се стандарди медицинска етика е должен информацијата да ја држи само за себе, така да и да му помогне на пациентот во максимум на неговото знаење и можност. Евентуално да вклучи некој колега ако нешто не му е доволно јасно, ама не да го раскажува тоа што го слушнал и што го видел. Околу лекувањето, докторе, освен стандардната метода антибиотици и лекови, што друго се нуди во систина за лекување на сексуално преносливи болести? Ние кај нас во нашата болница имаме можност да ги лекуваме пациенти со стандардни конвенционални протоколи. Да речеме, ако е бактериска инфекција, ќе дадете антибиотик. Ако е вирусна инфекција, има антивирусни средства. Да речеме, има генитален херпес кој е силно вознемирувачки за пациентите. Зашто? Заради тоа што често рецидивира. Тоа е болест која упорно се повторува. Секогаш треба да мислите на некоја можна друга болест која нешто се повторува. Значи да видите, понекогаш да земете и биопсија, и хистолошки налог. Може да е некој васкулит, некаков друг тип на промени. Може да се работи за некој неопластичен процес, за некој тумор, кој исто така треба да се ислучи. Значи, тоа се исто процедури кои треба да се направат, а во терапијата се користат и одредени, да кажам, неконвенционални средства, да речеме, кај вирусните брадавици. Ние користиме ласери. Зашто ги користиме ласерите? Затоа што се многу елегантни во отстранувањето. Вие имате пациент кој не сака да доаѓа како речам да не ми замерат како во старо време, па да го прскаме со азот на 2 недели. И тоа се прави кај некои луѓе што тоа го сакат, меѓутоа тоа е нешто што бара да дојдете 4-5 пати на растојание од 2 недели и на крај повторно не бидете сигурни дека ќе го решите проблемот. Ние користиме современи машини кај кои практично се збришува целата таа вирусна колонија која постои на површината, каде и да е таа површина. И потоа јас обичајно применувам и така протоколите укажуваат и имунотерапија, значи во облик на кремови. Тоа се средства кои се аплицираат за да не се повторат овие генитални брадавици. Зборувам за нив зашто тие се сепак најчесто ги имаме и е нешто што секојдневно се гледа во пракса, секој ден по 4-5 пациенти ќе видите со генитални брадавици, што е една сериозна бројка и е нешто што се решава. Тоа е работа која е најчеста, да кажем, од сите сексуално преносливи болести,
која се гледа, која треба која едноставно се решава и затоа не треба да се дозволи да се расшират и потоа се потешки за третман. Времето е кратко, темата е многу голема, имаме уште многу да зборуваме, меѓутоа и без за крај на интервјуто, како и сите колеги, вас ќе ве прашам препорака за пациентите, што треба да направат доколку се појави ваков проблем? Доколку се појави ваков тип на проблем, треба да се дојде на доктор. Ова е нешто што само иницијативно не се лекува, не поминува. Значи, само од себе нема да помине, или дури ако помине само од себе привидно, како што ви кажав е првиот стадиум на сифилис, тоа не значи дека болеста е излекувана. Болеста може латентно да продолжи, а со тоа и ризиците од компликации да се зголемат. Заради тоа, првата работа што треба да се направи е да се дојде на доктор. Понекогаш е доволен само клинички преглед за некои работи, за да се постави дијагноза. Да речеме, ако се генитални брадавици, тие се гледаат со голово или со зголемување со дермоскопот ќе ги видите. Меѓутоа, ако се работи, да речеме, за некоја инфекција која е асимптоматска, мора да земете серологија, мора да земете некојаш и урина и крв, па да се детектираат евентуално предизвикувачите внатре, некоја се зема и бриз од самата површина, или од кожата, или од уретрата. Така да тоа е нешто што во секојдневната пракса се прави. Многу често луѓето доаѓаат само иницијативно третирајќи се. И тоа е погрешно. Обично користат кортикостероидни кремови, да речеме, многу често е гениталната кандидијаза. Так. И некогаш луѓето мислат дека имаат генитална кандидијаза, а всушност ја немаат. И ќе опустошат слузницата со фреквентна употреба на локални кортикостероиди и потоа е многу тешко да се истретира таа болест која има пациентот, која и да е, мислам што ќе ја диагностицираме. Заради тоа, импровизации сами да се прават не се препорачуваат, треба да се отиде на доктор. Во Македонија има квалитетни дерматолози и може да се постави диагнозата едноставно и таа може да се лекува. Тука има здравствени стандарди и протоколи кои треба да се почитуваат. Така. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека објаснивме, односно дававме одговори на најголем дел од прашањата кои што се поврзани со сексуално преносливите болести. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.